Здраво, дечиња! Моето име е Викторија, а сите ме викаат Вики. Јас сум воспитувач во детската градинка Мајски цвет во Битола. Денеска сакам да ви прочитам една приказна. Приказната е Трите јарци и треци. Вие сакате да слушате приказни, нели? Ајде да почнеме. Си биле еднаш три јарци кои што живееле во поле. Тие биле браќа, а ги знаеле како трите јарци и треци. Најстариот брат бил многу крупен, изгледал страшно со долга густа брада и со извиткани рогови. Средниот брат бил помал и изгледал пократко, имал мека бранеста брада и покуси рогови. Најмалиот брат бил многу мал и изгледал плашливо. Неговите рогови биле кратки и едва имал брада. Тие си биле среќни, пасејќи си од тревата во полето. Но тревата постојано почнала да се проредчува. Преку реката имало голема ливада со најзелената трева што јарците некогаш ја виделе. Реката била брза и длабока и единствениот начин да се стигне од другата страна било преку раздишан дрвен мост. Но под мостот живеел страшниот трол. Тој скокнувал и го голтнувал секој оној кој што ќе се обидел да помине преку мостот. Тревата на полето на трите јарци се проредчувала се повеќе и еден ден најстариот брат ги повикал другите двајца браќа и им рекол: ако останеме тука подолго, нема да имаме што да јадеме. Мораме да се обидиме да го преминиме мостот. Само како ќе поминиме покрај онај трол? Двајцата помлади браќа размислиле и тогаш најмалиот кажал: слушајте. Кратко време потоа, најмалиот јарец и трец се движел со ситни чекори храбро и длабоко земајќи здив зачекорил лесно по мостот. Оп троп, се слушале неговите копита по раздишаното дрво. Тролот скокнал. Кој оди по мојот мост? Тоа сум само јас, најмалиот јарец и трец. Со тенок глас му одговорил малиот јарец. О, тако, ке те голтнам, зарожал тролот. Чекајте, господине трол, видете колку сум мал. Мојот постар брат ќе дојде по некоја минута, зошто да си го расипете ручекот? Што бе така? Оди си, рекол тролот и се скрил. По неколку минути средниот јарец и трец се движел храбро и цврсто стапнал на мостот. Оп троп, се слушнале неговите копита по раздишаното дрво. Кој оди по мојот мост? Запрашал тролот. Само средниот јарец и трец, смирено одговорил јарецот. Добро, те чекав да дојдеш, за да те изедам, рекол тролот, гледајќи го задоволно. Чекајте, господине трол, мојот постар брат, кој наскоро ќе дојде, е многу поголем од мене. Зошто да си го расипувате ручекот? Што бе така, ќе те оставам. По некое време пак се слушнале копита. Оп троп. Кој оди по мојот мост? Јас сум најстариот јарец и трец, гордо кажал големиот јарец. Така ли? Значи ти си тој што го чекав. Сега ќе те изедам. Не, господине трол, ме верувам. Стариот јарец и трец ги затресил роговите пркосно, па се исправил колку што е долг и висок и го погледнал страшниот трол право во очи. Ќе поминам преку мостот, рекол со силен глас. Тролот зачекорил напред. Бам! Се слушнале предните копита на најстариот јарец и трец, кој риел со копитата по мостот во лутина. Джинот зачекорил уште понапред.
Наеднаш е стариот јарец Итрец јурдал кон страшниот грд трол, го удрил со своите долги извиени рогови најсилно што можел. Тролот летнал во воздух. Плиз! Паднал во реката, која што веднаш го однела со водата и веќе никогаш никој не го виде. Але стариот јарец си поминал гордо преку мостот да им се придружи на своите браќа. Кога слушнале луѓето дека го снемало големиот грд трол, почнале повторно да го користат мостот. И кога поминувале преку него, благодарно ќе им махнеле со рака на трите јарци и треци. Ви се допадна ли приказната, дечиња? Верувам дека ми се допадна. До следното видување. Чао!